Приватните превозници ги паркираа автобусите, велат нема да возат се додека ЈСП не им го исплати долгот и додека едните чекаат пари, а другите бараат оправдување за неподмирените сметки, граѓаните со часови остануваат заглавени на автобуските постојки. Колешката Симона Петровска од рано утрово направи обиколка во неколку скопски општини кои се најзасегнати од овој проблем. Со неа Линковски се поврзуваме во овие вести. Симона, каде се беше ти утрово? Каква е состојбата на терен? Има ли градски превоз во општините кои ги посетивте? Да, Александар, во моментов се наоѓаме пред автобуска постојка во населбата Ченто. Како што може да се забележи зад мене, неретко може да се забележат граѓани на оваа постојка кои што чекаат автобус, оглед на фактот дека на оваа станица застануваат само приватни превозници. Дел од граѓаните кои не прочитале или не се информирале од медиумите дека приватните превозници веќе од вчера престанаа да возат, дојдоа на автобуската постојка, оние кои има неодложни обврски останаа да чекаат или наоѓа други алтернативи. Некои ја користеа како сенка за да се оладат од топлото време, други пак се замина. Таква беше сликата и во други населени места во главниот град, кои што неретко по обиколка за да направиме анкета, неретко можевме да забележиме граѓани. Тука предлагам да погледнеме тие кои што ги начекавме и ги прашавме дали има автобуси, колку време чекаат и дали се информирани дека приватните превозници не возат. Да ги погледнеме. Кога не? Нема. Колко време ги чекате? Па да, по саат и пол нема. И приватни, ни државни? Државни има, ама приватни ретко. Многу ретко, ето. Да. Има ли автобуси? Ретки се, денеска нема. 45-ка обично со неа се возам, ама денеска не возат. Слушнав дека мораме со овие автобуси што одат со сел. Излегувам пред време, 1 саат, за да можам да стигнам, ама и нема да стигнам на работа. Приватните автобуси не возат. Јас идам од кај да пријателка, па да се одморам и кишувам полека пешки. Нема приватни, така кажа Собајле. А зошто вака прават, никој не знаеме што да прави. Во главниот град има и општини кои го користат само приватниот превоз, односно циркулираат или возат само приватните превозници. Такви се општината Рачинова, како и општината Шуто-Оризари. Утринава направивме обиколка во општината Шуто-Оризари. Граѓаните таму беа револтирани, велат со часови чекаат автобус, а дека ова се случува подолго време. Тука предлагам да ги погледнеме и нив. Па нема автобуси бе, се жалиме, стално се жалиме. Идиме пешки на работа, ние од шутка правиме протест од градоначалникот, ама нема ич. Ја молиме таа Арцовска, ама како да ја кажеме. Имаме стари мајки, баби, не доаѓа автобус ич. Ги замолувам овие граѓаните, пак ќе излеземе на протести да правиме. Вака не се трпи веќе. Идиме пеш, работиме до центар, некој нема пари, идат пеш до градот да работат. Што да правиме? По колку време се чека автобус? По 2-3 сати. По некој пат нема цел ден автобус. А плаќа, има месечни што извадуваме цел месец карти, ни пробаѓаат парите сите. И почнавме да не плаќаме тие слободните. И се жалиме, таму правеа протести, ама еве, пак немаме автобуси. Проблеми имаме ние од шутка. Све со деснува, све од шутка. Чека долго време автобус? По 2 сата, некој пат биш не доаѓа автобусите. Ни приватни, ни државни? Ни приватни, ни државни. Чекаме автобуса, ама нема ни еден автобус. Ни приватен, ни државен? Ни приватен, ни државен. Не чекам. Да, одиме со такса, нема некои пари, нема. И затоа се чекаме тука. Сега ќе чекаме 1 сат. И затоа. Секој ден вака или? Да, секој ден. Секој ден е така.
како што веќе објавивме, од вчера, од 13 часот, приватните превозници престана да возат, поради како што велат долг кој што ЈСП го има кон нив. Се обидувам да добиам информации од градските власти. Го прашав и директорот на јавното сообраќајно предпријатие кој што одби да ми даде одговор. Во моментов чекам и соопштение од градот Скопје, а се обидов да ги договорам и приватните превозници кои што ми најавија дека ќе дадат изјава, така да Александар целосен извештај и детали во однос на проблемот кој што започна од вчера на граѓаните на градот Скопје најавам во следните информативни изданија на вестите.